Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Моето име е Владко, а денес за прв пат имам чест и задоволството да ја угостам Симона Јовчевска, мултимедијален уметник. Симона, добре дојде. Добро те најдов, благодарам за поканата. Ова е и мое прво учество на подкаст и ми е Добро, задоволство да биде со тебе. мило ми е што е така. Овие се нови форми на медиуми и се надевам Мгм. дека во иднина ќе станат меинстрим наместо меинстримот. Мгм. Реков мултимедијален уметник, дали смеам да кажам дека всушност базичната уметност, она со што се појавуваш на сцената како уметник е всушност музиката? Секако, мојата прва љубов е музиката од најмалинота и тоа ме обликува и ми овозможи понатаму да се надоградувам и во другите области. Така, интересното е дека не станува збор за поп музика, туку баш за она класичната музика, конкретно соло пење, така? Така е. Така е. Класична музика од најмала возраст од 6 години во нижето музичко училиште Битола. И понатаму исто продолжив да се надоградувам во класична музика. Не сум имала искуство во поп музика, бендови, поп пење. Продолжив од мали нозе во таа насока и ден денес сум дел од класичната музика, Па, изведувач. бидејќи живееме во време на брзи медиуми, нели, YouTube Shorts, стори на интернет, на WhatsApp, TikTok и слични работи, како еден една музика како што е класичната музика, како што е белкантото, да се доближи, да се популаризира помеѓу она што значи млада популација? Мгм. Тука а, има многу голема улога маркетингот. Морам да признам, не толку уметниците како маркетингот, заради тоа што сме време каде што а, конзумираме преку добар маркетинг. Така да во време на социјални медиуми треба и се бара да има и класичната уметност е добар маркетинг покриен да ги следи трендовите кои се бараат, значи да ги следи а, оние потреби на младите, да се најде поинаков приод, да се прикаже уметноста на попопуларен начин, па дури за жал кај нас, за жал, не знам дали за жал или не, дури кај нас и да се модернизира и режија, и изведба, и костимографија, како што одамна на европските сцени се прави. Ми се чини, па повеќе од 10 години учествував, ја гледав изведбата на Хофмановите приказни Мгм. и мислам дека тоа беше баш таков еден модерен пристап, како да се револуционира пристапот кон она што значи едно оперско дело. Така е, Хофманови приказни беше во чекор со модерното, модерна режија, модерна изведба, костимографија. Беше една од оперите кои што го следеа тој тренд. А, добро, имаме 3 опери кои што следат некој модерен тренд. Повеќето од нив се во класичен стил, она што точно го обележува времето во кој што тие се компонирани. За вас уметниците, предпоставувам дека повеќето од вас имаат социјални медиуми, но дали самата куќа Македонска опера и балет има социјални медиуми на кои што се промовира тој маркетинг за кој што зборуваше пред малку? Да, Македонската опера и балет има маркетинг, служба кој што ги води социјалните медиуми. Морам вака лично да ја пофалам дека последниот период тоа многу умешно и добро го прави и ги следи трендовите на кој начин да се приближи, како да ги промовира пред се уметниците, како да креира имиња и од младите оперски пејачи за да бидат звучни за популацијата, зашто пред се знаеме во театарот кога ќе слушнеме некој популарно име не влечи автоматски да ја следиме представата. Мгм. Така да ми се допаѓа тоа што ги промовираат младите, што ги градат нивните имиња и нивниот приод е доста корисен во овој момент. Што е ново сега на сцената? На што се работи периодов? Кои представи се поставени? Во периодот имавме премиера на Лилјакот,
од Јохан Штраус помладиот. Пред се музиката е преубава, можам да кажам поп композитор во класичната музика, со многу лесна музика, многу прифатлива за сечие уво, лесна за слушање, популарни мотиви, кои што повеќето од нас сме ги учели во основно па и средна школа понатаму. И ќе затвориме ова сезона со Лилјакот, ја почнавме оперска премиера со неа и сега на крајот од декември имаме 2 представи Лилјакот. Со тоа ќе затвориме сезоната. Костимографијата е во класичен стил, го следи времето во кое што е компонирана. Режијата исто така е покласична, така што актерската игра е доста интересна заради тоа што отстапува малку од современата опера, од класичната опера и е оперета, со тоа што има многу диалози, значи е мешан стил помеѓу театар и опера, така да мислам дека ќе е доста интересна за публиката и да напоменам се изведува на македонски јазик. Одлично. Ова не го знаев и прекрасна иницијатива да се направи тоа. Да. Се надевам дека си има помачено малку кој да го има адаптирано текстот на македонски јазик. Адаптацијата е одамна. Ова беше направена нова изведба со нова сценографија, нова костимографија. Предходно, пред години, не ја фатив како млад хорист, релативно 10 години сум работена во операта. Предходната поставка не ја фатив, не успеав да бидам дел од неа, но пред многу години направена е таа македонски превод, така што сега е превземен и се уште се работеше на истиот. Така. Ајде малку еден личен допир. Кои беа почетоците, што всушност те натера, што те инспирира да се занимаваш со музика? Како го откри талентот? Така. Имав голема желба да свирам пијано. Сега точно не можам баш да се сетам дали во друштвото на моите родители некои беа музичари, заради тоа што моите родители се економисти. Така што немав некој директен контакт со музиката, но не можам да се сетам дали некои пријателите на тие собиранки во тоа време, кои беа доста популарни, да се собират. Не можам да се сетам дали некој од нив свирел на хармоника, на гитара, но имав голема внатрешна желба да свирам пијано. Се сеќавам на 6 годишна возраст. На моите им кажував сакам да свирам пијано. Едноставно како економисти не ме сваќаа сериозно, мисля дека некоја моја желба, така кратка желба на едно дете. И еден ден заминав да се запишам сама. Ја прашав наставничката од основно училиште каде е музичкото и заминав во музичко училиште сама. И им кажав добар ден, јас дојдов да се запишам во музичко училиште. Ме прашаа каде се родителите, јас им кажав дека се дома, дека не сваќаат дека јас сакам да одам на музичко и ми кажаа мора да дојдеш со родител. Така да после ова приказна татко ми рече окей, добро, веројатно навистина сакаш дојде со мене и така се запишав и така започна мојата приказна и школување со музиката. И сега претпоставувам дека како и кај спортистите, секој фудбалер сака да проба и да во слободно време да игра малку баскет или некои други спортови за рекреација. Која е музиката што ти ја слушаш кога сакаш да се опуштиш, да се релаксираш, а не е класична? Верувам дека постои таква музика. Да, апсолутно. Надвор од класичната музика секогаш конзумирам поп музика, она што е популарно во моментот, контрадикторно од класиката, но таа ме релаксира, она што се врти на радиостаници. И ден денес во слободно време ќе пуштам радиостаница, она што е популарно го слушам. Не сум била никогаш некој фан, да кажем, на стриктно на рок музика, на метал музика, на рап музика. Едноставно во моето приватно време да слушам поп музика.
Така и најкомотно е така на радио да се пушти музика и да се ужива во најновите хитови. А, Многу подоцна во нашите разговори ми имаш кажува, многу подоцна се јавува кај тебе порив за ликовно творештво. Како дојде до тоа? Така. Во текот на годините сум имала некои инстикти кои што ми буделе желба, да земам сега нешто да нацртам, ама во тие моменти никогаш не ми бил валидиран трудот. Например, наставникот по ликовно во основно ќе ми кажува: добро, Симона, не ми се допаѓа, чао, чао, чао. И не сум се потиштувала заради тоа што, окей, не можам да цртам сега, сум музичар. Подоцна нешто исто така ќе почнев да цртам и вака луѓето околу мене немаше да дадат некоја позитивна реакција, едноставно не обрнував да го развијам тој талент, се додека во еден момент имав еден така период со поголем предизвик и размислував како да направам нешто иновативно, како да започнам нешто и да цртам, ама сама на себе си реков: добро, нема да избирам тешки цртежи, нешто да биде кој што ќе можам да го совладам. И тоа беше моментот каде што ги зедов чадорите и почнав да цртам многу едноставни работи. И како тие ми успеваја, земав поголеми предизвици за цртање и така уствари и тој беше моментот и кога самата осознав дека имам талент за цртање, а воедно и мојата фамилија, се сеќавам кога ги објавив тие покомплексни чадорчиња кои што беа насликани, мајка ми ќе ми се јавеше: Керко, од каде сега ова? Од каде ти сега знаеш да црташ? Така да беше изненадување за пред се за мене, па и за моите, за блиската фамилија. Значи, оно што го напоменам малку да појаснам за гледачите, значи твоите платна се всушност платна, ама текстилни платна, значи ги спомнена чадорите, а имам видено и облека на која што имаш цртана. Така е. Веќе кога стана вештина, кога почнав со цртањето и поинтензивно да цртам, веќе ми беше предизвик и од клиентите и да цртам на текстил, и да цртам на патики, да цртам на ѕид, на било што, едноставно се препуштив на таа уметност. Какви се тие бои со кои што црташ? Претпоставам дека на чадор треба боите да бидат отпорни на вода. Какви бои одбираш? Така е, користам текстилни бои, значи во било која арт продавница, професионална пред се, ги има тие текстилни бои. На почеток најдов на предизвик заради тоа што дел од нив беа премногу со пигмент кој што се пластифицира, за да може, например, кога се црта на облека, да изгледа како да е налепница. А дел од нив беа премногу мат, кој што едноставно пигментот не беше добар и требаше многу слоеви да цртам на чадор, а при тоа не успеваше заради тоа што кога се преклопуваше чадорот, тоа се лепеше и паѓаше бојата. Така да првите 3 месеци експериментирав и ден денес употребувам неколку фирми за текстилни бои, кои што ги мешам боите една со друга за да ја најдам идеалната смеса која што можам да ја користам. Предпоставувам ова, бидејќи спомена клиенти, го правиш како хоби кое што е и доходовно. Како можат луѓето кои што сакаат ваков тип на облека, на чадорчиња да бидат во контакт со тебе за нарачки евентуално? Така. Луѓето ги користат социјалните мрежи за да ме најдат, да погледнат на што правам. Социјалните мрежи се simona.jovchevska. Тоа тие се моите профили на Facebook и на Instagram. Непланирано прерасна во некој мал бизнис, заради тоа што првите чадорчиња беа за роден денот на сестра ми, за роден денот на мојата другарка, за децата. Но како што ги објавував на Facebook, пред се мислам дека е најголемата маркетинг сила која што може да има од човек на човек.
прерасна во мал бизнис и другите да посакаат да имат една рачна изработка. Сега гледајќи ги работите кои што ги изработуваш, ми дојде да те запрашам дали не си размислувала за некоја поголема соработка со производители на текстил, па да се направи свој виден бренд од ова? Така. Сум го размислувала тоа во екот на создавањето на овие насликани чадорчиња, но сватив дека ако размислувам во насока на креирање на бизнис, тогаш ќе треба да барам и луѓе кои ќе работат за мене, заради просто е невозможно еден човек да создава 50-60 брендирани чадори, облека, текстил, невозможно. И дека пред се ќе го одземе времето и од мојата прва љубов, тоа е музиката. И некако сите овие дилеми кои што ден денес ги имам, заради тоа што супер е да имаш бренд, имаш чадорчиња, сите овие дилеми ден денес ме оставаат на ова позиција каде што можам да цртам само јас. Еден период секако имав поддршка во цртањето кога студирав психологија, понатаму ќе разговараме и за тоа. Мојата драга пријателка Елена Босилковска беше мојата десна рака. Оние чадорчиња кои што веќе ги имав насликано ги реплицираше, а сите нови нарачки ги исцртував јас. Беше мојата десна рака, но како да кажам, се губи од таа сатисфакција кога сам создаваш и си дел од она што си го започнал. Така, се губи занаечиското и станува индустријско. Да, едноставно кога одиш во производство, кога сакаш да градиш бренд, не е возможно да се одржи тој баланс. Во ликовната уметност, значи последна работа која што забележав кај тебе, нешто што јас му дадов име body paint, дали е соодветен израз не знам, а тоа е специфичната шминка која што не е како класичната, туку го опфаќа целото лице или други делови од телото при сликањето. Кој предизвик е за тебе тоа? Така, тоа беше, се сеќавам кога го започнав тоа со body painting, беше кога започна и корона. Така, уште повеќе имав можност да се свртам кон себе и некако да размислам како талентот да го искористам во друга насока и да експериментирам со цртањето. Беше навистина големо задоволство, предизвик, искуство да се црта сам на себе, пред се заради тоа што седнував пред огледало и преку огледалото се цртав на себе си, заради тоа што не можеш да се гледаш себе си поинаку. Одземаше многу часови, 7, 8, 9, за да се долови тој реалистичен момент. И исто така беше прекрасно чувството заради тоа што во тие моменти кога единствената занимација по наводници ни беа социјалните мрежи, можев да споделам и со луѓето дел од уметност, а не само бројките кои што ги гледавме за време на короната, така да тоа беше мотивацијата со цртањето по тело. Така, значи секој беше во потрага по собствената позитива, ова било одлична позитива за тебе. Да. И сега од уметност, во еден убав сончев ден одлучуваш да се занимаваш, односно да запишеш втор факултет, паралелно работејќи, запишуваш психологија. Така. Како се роди оваа идеја со психологијата? Психологијата некако започна да ми се искраднува како љубов и желба на мои 14 години, кога дојдов во допир со литература, пред се морам да кажам дека беше тоа со филозофија. И едноставно како што читав таа литература, во мене се будеше тој дел за длабоко размислување, прашања за човековата екзистенција, за животот, за психата на човекот. И од тој момент до ден денес книгите кои ги купувам се во таа насока. Не сум читала ништо друго. И не сум купувала ништо друго. И така што
си ветив на себе кога завршив музичка академија дека во било кој период од мојот живот, дали имам 30, 40, 50, без никаков страм, ќе си земам документи и ќе се запишам на факултетот за психологија. И некако коцките се наредија, ќе напоменам повторно, за време на короната, кога што ние не настапувавме како уметници на сцена и размислив дека е точно време каде што можам да пробам да ја реализирам собствената желба. Така запишав психологија. Колку беше напорно да се студира паралелно работејќи, имајќи ги сите обврски? Многу напорно. Од денешна перспектива, некогаш си велам на сама себе дека си направив неправда, под наводници, заради тоа што е исцрпувачки ментално и физички. Целата ситуација со короната представуваше голем притисок. 24/7 бевме дома со децата, значи мора да им посветиш внимание, се школуваја дома. Периодично настапувавме под условите кои што ги имаше законот и на работа, значи имавме и ангажмани на работа. И пред се, кога ќе се запишеш на факултет, тоа бара големо внимание и голем простор, заради тоа што психологија беше факултет само за редовни студенти. И ден се сеќавам кога сум имала точка на топење под наводници, каде што ќе дојде, ќе ги заспиам децата и ќе седнам во една соба и ќе плачам заради тоа што не можам да издржам, и кога ќе ми помини целата таа приказна, ќе кажам, окей, ова го сакам, можам и ќе одам до крај. И тоа беше приказната 4 години. Беше тешко, навистина тешко. Но задоволството на крај не можам да го опишам. Охрабрување до сите оние кои што се доаѓаат во слична ситуација, дека всушност на крајот трудот вреди. Да, заради тоа што не знам, веројатно луѓето од страна имаат поинаква слика дека некој има, како да кажам, екстра време, екстра потенцијал. Јас мислам дека во прашање е многу труд. Значи, многу труд и дека за таков некој исчекор стварно има многу денови во кои што си даун, плачиш, никој не те гледа, дека едноставно не сакаш, не можеш. И дека мора да биде така. Кога одиш кон таков пат, мора да биде така. Дека не е рози на патот и не е така лесно. Мора да биде тешко. Мислам, за големи предизвици зборуваме. Така, да. Апсолутно се согласувам. Овде доаѓаме до еден момент на спојување на првата љубов музиката со психологијата. Еве, јас би сакал да влеземе in medias res. Што е Kenny Music Performance Anxiety Inventory? Да, тоа е инвентар кој што мери анксиозност кај музичарите. Кени е истражувач, музичар и се занимава, и нејзината определби исто така како психометријата, и таа го креира овој инструмент за мерење на анксиозност. Како дел од мојата насока, заради тоа што моментално сум на магистарски студии по психологија, морав да исполнам или да одговорам на тоа да адаптирам некој инструмент. И тука ја искористив таа можност да направам нешто за музичката популација кај нас во Македонија, да го адаптирам тој инструмент, и кој што во првата фаза ги исполнивме критериумите или насоките кои што се потребни за адаптација на овој инструмент. Така да што треба уште една фаза, овие се долги процедури за да може да се каже дека окей, овој инструмент може да го користиме во Македонија и е адаптиран за популацијата, за музичари на македонска популација. Сега ми доаѓа едно така интересно прашање. Ние, конзуматорите на музиката, конзумираме обично да ни биде забавно, да се развеселиме. Колку им е забавно на музичарите додека изведуваат музика? Или колку е стресно? Доста музичари имаат анксиозност при изведба, така да зборуваме за анксиозност каде што не е повеќе лагодна, не е веќе интересно да се излези на сцена и е борба со себе на место уживање.
А, така што за многу музичари е предизвик, каде што тешко може да се надмине таа трема и преминува во анксиозност и односно спречување на сам себе си во настап. Има музичари кои што го владеат тоа сосема добро и да се разбереме, нема настап без трема, да тоа е илузија. Секој кој што излегува на сцена има трема, суштината е како ја совладува, како ја користи, дали е обоена со позитивни чувства, да, ќе уживам, ќе ме мотивира или ќе оди контра себе. Така што не можам да генерализирам дека, окей, нема анксиозни музичари и нема анксиозност при музиката и така да, а исто така не можам да генерализирам дека да, сите што завршиле сценска уметност, тоа ја владеат сцената и немаат никакви психолошки и ментални препреки. Така да тешко е да се одговори конкретно. Или јас би рекол, полето кое што го имаш одбрано за работа е плодно и има за работење, има за анализирање. Да, да. Луѓе, секогаш ни треба помош. Така. Емпатијата е многу важна работа, значи, за да добиваме помош, веројатно треба и да сме подготвени да ја даваме таа помош. Така е. А, за за крај нова тема околу психологијата ги спомена книгите кои што ги имаш читани, јас би сакал малку едукаторски да дадеш некои препораки за литература која што е општата популација би можела да чита, кои што се од психолошката тема. Така. На кое што можам да препорачам, каде што многу убаво е објасната човековата психа, приодот кон себе си, разбирањето кон себе си, па понатаму продолжува и со пишување на книги и како да се биде родител, можам да го издвојам така првенствено што ми паѓа на памет е Габор Мате, кој што веројатно е многу познат и до општата популација и опфаќа неговото искуство, пред се тоа е медицинско лице, тоа е кој што долго време се занимава со травмата кај човекот и многу искрено зборува за сопствениот живот, тоа многу го ценам кога човек преку сопственото искуство може да даде совет, а не заради тоа што прочитал и сега знае. Има една изрека, оне што се излекол може да ја излечи. Така да би го препорачал Габор Мате до оние кои што ја следат ова емисија дека е добра храна. Кај Габор Мате, јас морам да кажам дека му пишав на Габор Мате за подкаст и бев одбиен затоа што е мала публиката, така што е покана до публиката, да станеме голема публика, па можеби ќе прифати да гостува на подкаст кај мене. Така, видите, ако се поддржиме самите себе си, може да биде дел од нашата македонска сцена, македонски подкаст. Така, јас ти благодарам за ова гостување. Се надевам дека нема да биде последно. Ти посакувам се најубаво со сите твои проекти и поканувам сите луѓе, значи да го изгледаат овој подкаст, да ги следат делата што ги правиш ти, како сценски, така и ликовни, и убави празници. Благодарам. Убави празници до сите гледачи и нека ги следат и нека ги поддржат овие наши иновативни нови медиуми. Ти благодарам за поканата.